Националниот ансамбл Танец секоја година во пресрет на празникот Великден одржува спектакуларен великденски концерт кој го обединува духовното и културно наследство на Македонија. Вечерва со почеток во 20 часот на сцената на Македонската опера и балет повторно ќе чукнат тапаните, ќе писнат зурлите и ќе ги видиме најдобрите играорци од нашава земја. Како течат подготовките за годинашниот великденски концерт? Подготовките веќе се уште од вчера завршени, да, само го чекаме почетокот на вечерашниот концерт, традиционалниот великденски концерт на ансамбл Танец, кој што веќе од 2012 година традиционално секоја година го одржуваме, исто така тоа ќе го направиме и денес. Подготовките се одвива за нас, да кажем, тоа е една нормална рутинска работа која што секојдневно ја правиме. И многу е лесно кога покрај себе имаш еден тим на стручни лица кои што секој си ја знае својата работа, во кој дел што треба да допринесе за истото тоа да биде онака како што вечерва ќе биде. Така да подготовките започна уште во месец февруари со нормални редовни проби на уметниците. Потребно беше само да се одлучиме која би била програмата за вечерашниот концерт и потоа одеше се со леснотија, да кажем. Дел од тој подготвителен процес секако и подготовка и селекција на програмата, која што ја спомнавте и пред малку, па ајде да ни откриете што се ќе биде изведено и каква ќе биде овој пат програмата на великденскиот концерт. Така, за програмата важна улога тука одлучуваат раководителите на ансамблот, односно раководителот на игрурниот хор Јовица Блажевски, раководителот на оркестарот Дарко Илиевски и исто така раководителот, уметничкиот раководител на хорот Гоце Цоневски. Они се погрижија овој пат програмата да биде малце поразлична од останатите концерти, секогаш тоа го внимаваме на тој момент, секој концерт да биде поразличен од другите, така да за вечерашниот концерт публиката ќе може да ужива во кореографии кои што подолг период не биле на програмата на ансамбл Танец. Вечерашниот концерт ќе започне со кореографијата Мијачка, која е една од поновите кореографии на нашиот репертоар на ансамблот. Потоа ќе следи кореографијата, односно женската кореографија Поречки игри, која истата таа е тесно врзана со великденските обичаи во Поречкиот регион и тоа се односно за вториот ден на Великден, односно женските обреди поврзани со Великден. Потоа публиката ќе може да ужива во Кавадарка, Преспанските игри, концертот ќе заврши со нашата легендарна Драчевка, но исто така ќе имаат можност да слушнат повеќе оркестарски сплетови кои ќе бидат исполнети секако од нашиот оркестар на ансамблот. Исто така ќе уживаат во гласот на нашиот Славеј, односно солистот првенец Сузана Спасовска кај нас. Исто така дел од програмата ќе бидат женското трио, машкото трио од нашиот хор и на вечерашниот концерт исто така солистички блок ќе има и нашиот вработен од хорот Драган Николовски. Дали се уште има билети во продажба, затоа што великденскиот концерт на Танец секоја година многу брзо се распродава и интересот разбирливо е навистина огромен за овој концерт? Мене ме радува, да, што од година в година интересот е се поголем за нашите
концерти, навистина се посетени и секогаш недостасува уште некое место плюс. За билети искрено можеби до овој момент веќе и да немаме карти во продажба, но да не стигнав да проверам дали има уште некој билет во продажба, доколку има, еве еден совет до секој еден кој што сега во моментов го следи овој разговор, да побрза и да го набави својот билет за вечерашниот концерт. Да се биде начело на националниот ансамбл танец, символ на нашата култура, традиција и најголем наш културен амбасадор, е чест, одговорност и привилегија. Вие сте првата жена во долгогодишната историја на овој наш прв професионален фолклорен ансамбл на чело на ансамблот. Што за вас значи можноста да се биде раководител со националниот ансамбл танец и со овој наш вистински репрезент на културата и на нашето најголемо богатство? Чисто и привилегијата да се биде раководно лице на оваа институција на вистина е многу голема и од особено значење, затоа што после 75 години постоење на ансамбл танец за прв пат има жена директор за раководно лице на истата. Одговорностите се многу големи, од причина што ете можеби јас за прв пат сум жена директор и која што доаѓа од редовите на некогашните вработени уметници во институцијата и сето тоа само по себе ја прави уште поголема и поодговорна работата, но искрено се надевам дека ќе дадам се од себе за сите оние работи кои што од аспект како работник претходно, како уметник во институцијата, сме ги имале како забелешки и критики и дека сето тоа ќе се трудам со се она што можеме да го направиме, истите тие да работиме на нив и ништата да бидат подобри. Висна, ви благодарам за одвоеното време за ова интервју и ви посакувам успешен концерт вечерва, а на публиката што успеа да си набави балети, им посакувам да уживаат од првиот до последен момент во тоа раскошно богатство што ќе го растурат уметниците на танец вечерва на сцената во нашата опера и балет. Ви благодарам и на вас, Ирина, и исто така и јас им посакувам на сите оние кои што ќе бидат вечерва дел со нас да уживаат во вечерашниот концерт и дека ансамбл танец со самиот овој концерт ќе направи великденските денови празници да бидат повесели и затоа што Великден е еден од нашите христијански празници кој што нуди нова надеж, повторно раѓање и нова светла иднина. Благодарам уште еднаш.